Локалната власт на Валандово не го усвои барањето на Сдруженијето Спас за Валандово за јавна седница на која ќе се расправа за распишување на референдум. Сдруженијето реагира дека општината ја свикала седницата за вчетврток, но на истата ќе присуствувал само инвеститорот во рудникот Казандол и експерти за животна средина. Во решението за свикување вонредна седница е наведено дека седницата ќе се одржи на барање на советниците на СДСМ, а точката за референдум ја нема. Да се чуе она public hearing, да се чуе гласот на луѓето кој што досега никој го немаше слушнато, тоа си го во некоја канцеларија си го договорија, си го изнаправија сето тоа и така да не ставија пресвршен чин. Очекуваме да го следиме примерот на нашите поголеми и постари браќа од Јевгелија, односно комшиите, кои што ето цврсто застана со таа иницијатива за референдум. Спас за Валандово денеска реагира дека ќе го радикализираат отпорот доколку општината ги игнорира граѓанските барања. За да се запослат 50 луѓе во тој рудник, цело Валандово, односно илјадници хектари на земја ќе бидат бесплодни, ќе бидат мртви. Нажалост и многу од луѓето ќе бидат мртви заради тоа што некој ќе профитира, некој печае се души, или можеби само еден двајца кои што живеат во некои планини, кои што воопшто не ги интересираат нашите животи, воопшто не ги интересира нашата животна средина, така да мораме да направиме нешто. Реакција за вонредната седница стаса и од советниците од СДСМ, кои сметаат дека граѓаните се исклучени и недоволно информирани за целиот процес. Од општината Кусо известија дека седницата во четврток треба да ги реши сите дилеми на советниците во однос на отварањето на рудникот Казандол, зашто освен инвеститорот Сардич МЦ, ќе присуствувале и експерти за влијанието на комплексот врз животната средина. Сдруженијето Спас за Валандово пак велат дека барањето за референдум не се однесува само на рудникот Казандол, туку и за Плавуш, кој што се наоѓа на територија на општините Валандово и Струмица, како и за Башибос.